Масовните пожари го загадија воздухот до ниво на опасен. Густе има пепелни честички и граѓаните реагираат. Да, тачно, чувствуваме го и това штеди ми на очите и на такото, кога дишам, на грлото. Таа вчера чур што беше од Добра? што се гореше, не да учествуваме туку, дури не можеме ни да дишаме. На што се? Не при. Па што горе се тамо, што се... Не, на вас, на очи, на нос, на грло, на што? Не сам усетил толку, а усетив се дека некој воздух што не можам баш да го поднасам. Да, и синек имаше и дури паѓа тоа чат, од чадо паѓаше, туа по двору имаше такова што... Саѓи, како саѓи. На што не повеќе? Абе, мирише чудо, на грло дури. Гребе грло? Да, бе, да. Дека со воздухот нешто не е во ред, се гледа со голо око, поради неговата густина предизвикана од белиот чад, но и сагите кои ги има насекаде. Чадот, освен тоа што може да ги иритира очите, може да иритира кожата, исто така знае да биде иритантен и по дишните патишта, а знае да го надразни и кардиоваскуларниот систем, односно знае да направи, иако не се многу опасни, зборам за здравата популација, забрзана срцева работа, прескокнување, кашлица, зборам за кратка експозиција, како што имавме нели актуелно во градот. Како да се заштитат граѓаните, особено хронично болните, и кои се првите симптоми на труење со чад? Хронично болните треба да бидат малку повнимателни, бидејќи тие сепак имаат, да кажем, сепак имаат леечка состојба во својот организам, и чад кој што е поконцентриран и како би знаел малку повеќе да испровоцира некои од симптомите кои што веќе им прават проблеми. Кога станува збор за луѓето кои што се поекспонирани на чадот, односно кои што учествуваат во гасењето на пожарите, тие мислам дека треба да знаат кога е ургентна состојбата, односно кога би требало да се помисли дека е време да се тргнат на страна или дека веќе чадот е токсичен. Прво би осетиле, значи, вртоглавица, гадење, нагон за повраќање и мислам дека тоа се првите симптоми по кои што веќе би требало да размислуваат за откажување од гасењето на пожарите. Нивото на загаденост во овој момент се оценува дека е еднакво на најризичните зимски денови, кога PM частиците се присутни неколкукратно повеќе. Просечната часовна концентрација 24 часовниот просек дозволен е 50 микрограми на метар кубен од тие честички. За жал ова се честички од процеси на согорување како резултат на пожарите и тие се екстремно опасни и веројатно концентрациите, било каква концентрација од овие честички е опасна за здравјето на луѓето. Максималните концентрации стигаат и до 200 во одредени периоди од денот, стигаат и до 200-250 микрограми на метар кубен. Што ако ситуацијата догледно не се нормализира, а воздухот стане се полош? Единствен начин е да изгаснат пожарите, односно да се спречи емисијата на тие честички. Единствен начин е да се спречат пожарите кои што се јавуваат во околината на градот. Сигурен сум дека со нивното гасење и сега гледаме се нормализираат состојбите. Тоа се моментални концентрации кои што зависат од правецот на ветерот и доколку ветерот дува во правецот на градот, доаѓа до екстремно високи концентрации, но генерално состојбата се смирува за неколку часа.